Се уште е поголема раздвиженост низ скопските улици од вообичаено, разбирливо после трите земјотреси всушност што го стресува скопскиот регион, покрај оној утрово два, односно последователни еден по еден во 7 часот, особено ги потресе граѓаните земјотресот што во 3 часот и во 15 часот и 10 минути се случи повторно. Како што кажа и ти, граѓаните се на улица, поголемиот број од нив беа излезени пред своите домови, пред стамбените згради, каде што заедно со своите соседи и пријатели се трудеа да се смират, да ја намалат вознемиреноста од земјотресот кој што ги исплаши, како што велат. Меѓутоа можам да кажам дека иако имаше најави по првичните шокови, особено во трговските центри каде дел од нив имало и евакуација, сепак можам да кажам дека дел од трговските центри веќе функционираат нормално, работат без разлика на шпекулациите кои што беа дека трговските центри се затворени и не работат, сепак трговските центри работат, се уште граѓаните на Скопје пијат кафења во скопските кафулиња, меѓутоа можеби и токму поради тоа што тоа е еден од начините да се остане надвор, да не се биде во затворена просторија, во стамбена зграда, каде што се плашат од нови потреси. Како што кажав, граѓаните беа вознемирени, меѓутоа посочуваат дека не планираат уште долго да останат по улиците, дека каде и да ќе се вратат во своите домови, затоа што едноставно нема друг излез и повеќето од нив исто така велат и дека не се исплашени од земјотресот, дел од нив биле сведоци и на катастрофалниот земјотрес. Да погледнеме дел од овие сведоштва. Седевме на тросот и се спремавме за ручек. Масата поставена, ручекот стоеше, беше снаата дојдела на гости кај нас, требаше и внукот да дојде, меѓутоа земјотресот се трефна, поседевме малце, видовме дека сите се смијат и ние надвор. Немаше некои штети кај во вашите? Ништо, апсолутно никако. Нешто падна, а што падна не видовме, да ви кажам искрено. Падна не видовме, што падна нешто. Меѓутоа сопругот се качи после тоа, рече дека ништо нема. А вие уште не сте влезени дома, до кога ќе останете? Не, кај да ќе се прибереме. Се почувства многу повеќе овој отколку овој у 7 се бајле. Тоа можевме, поготово ние постарите што имаме искуство со скопскиот земјотрес. Ние више кажуваме у број колку е. Знаеме точно. Така да беше стварно страшно. Дрмна доста. Али што да правиме? Излеговме малку да се дружиме, да се смириме едни со други. Не, пошто бевме навистина исплашени. Плашење не се плашим. Јас сум го доживеал и скопскиот од 63-та, па од овој се не плашим. Овие згради се многу јаки. Првите згради се направени после земјотресот. И најсеизмички направени. До кога планирате да останете надвор? Јас се качив, бев горе. Ја терам жената моја, она се плаши малку. Евентуално уште еднаш да не здрмне, баш како го излеговме уште еднаш дрмна. Ете толку е. Шо знам, ше малку, па ќе се вратиме, што ќе правиме.